СДСМ од утре започнува со објавување на нови бомби 2.0. Како што вели лидерот Филипче, преку докази и документи ќе се разобличуваат коруптивните сделки и криминалната мрежа на актуелната власт. Се формираше и тим во партијата, од експерти во областа на правото и млади активисти на СДСМ, кои ќе ги истражуваат скандалите на ВМРО-ДПМН и ќе поднесуваат пријави. Што ќе работи овој антикорупцијски тим? Тоа што го гледаме овие денови. Ќе истражува скандали, ќе анализира документи, ќе ги презентира до јавноста, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на оваа криминална власт, ќе поднесуваме соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Филипче ја повика и европската обвинителка Лаура Ковеши да дојде во Македонија и лично да се запознае со малверзациите кои ги прави ВМРО-ДПМН со европските фондови. Сите ќе вериши Лаура Ковеши испратија веднаш порака од новоформираниот антикорупцијски тим на СДСМ по изјавата на Филипче. Лидерот на СДСМ ќе бара помош и од италијанските антикорупционери кои се бореле со сицилијанската мафија. Ако Италија се справи со Коза Ностра, Македонија ќе се справи со мафијата на ВМРО-ДПМН, вели Филипче. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија, ИПАРД фондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО-ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО-ДПМН ги прави со европските фондови. Иронично е лидерот на СДСМ да зборува дека формирал антикорупцијски тим за борба со криминалот, кога токму од неговите редови извира криминалот во државава, почнувајќи од Зоран Заев, Артем Груби, Васко Ковачевски. СДС се последните кои имаат право да делат лекции за корупција, велат од ВМРО-ДПМН. Кога Филипче зборува за честност, а Заев е се уште лидер во сенка на СДС, тоа е отворено подценување на граѓаните. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Денеска од владеачката партија повторно прашуваат дали 1,3 милиони евра од набавката на житото во 2022 завршиле во џебовите на Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски. Додека пак од СДСМ возвраќаат дека за време на нивното владење не се набавувала незаконски пченица и дека ВМРО-ДПМН интензивно лаже додека краде од народот преку наместени тендери. Тамара Дичевска, Сител телевизија.